Што се однесува до корупцијата. Последните извештаи велат дека сме на 111-тото место. Вие како вице-премиер за корупција не сметате ли дека можеби процесот во собрание кој што е заклучен немаме право да го побараме тоа од вас како вице-премиер? На кој процес? На процесот на кочењето на донесувањето на клучни законски одредби во собрание. Добро, јас затоа денеска овде од Струмица повикуваме пред се за реформа на сите политички партии. И тоа е првенствено она што ќе го збораме во наредниот период. Ни треба македонско единство, ни треба правда, ред, дисциплина и одговорност на законот без оглед за кого и да станува збор. Само на тој начин и денеска овде во Струмица со младите тоа ќе го разговараме, ќе вратиме довербата на младите во системот, во функционирањето на институциите на државата и само на тој начин ќе го спречиме иселувањето, но и ќе ги вратиме луѓето кои што знаат имат капацитет да допринесат сега во овој развој на земјата. Да подсетам дека овие неколку години СДСМ и граѓаните се соочија со многу блокади и обструкции, со многу проблеми внатре и кочење на сите процеси кои што еве вие ги напоменавте. Се кочеше и блокираше влезот на нашата држава во НАТО. Тоа биле стратешки и се стратешки интереси на државата. И тука, затоа повикуваме за реформа во партиите. Дајте сите да застанеме, ако не блокира ВМРО-ДПМН на патот кон НАТО и не се радуваа на тој процес, ако го блокира законот за новиот закон за јавно обвинителство, кој што беше прва референца и забелешка и барање во секој извештај на Европската комисија, кој што доби огромна меѓународна поддршка и беше барање од сите оние кои што ја скенираат и ги скенираат состојбите во државата. Ние кога цврсто стоевме зад носењето на тој закон, тие повторно ги блокираа процесите. Ги блокираа процесите неуспешно да може да се трансферираат предметите од специјалното јавно обвинителство во основните јавни обвинителства. Но за среќа денеска гледаме дека правдата се испорачува и дека институциите почнуваат да функционираат системски посветено и дека секој еден кој што се огрешил ќе одговара. Затоа денеска овде повикуваме дајте за тоа што е стратешки интереси на државата, а сега е почетокот на преговорите со Европската унија, трансформацијата на општеството, отварањето на поглавјата, спречувањето на иселувањето на младите. Крупните теми навистина заеднички да седнеме и да работиме сите на нив. Ако имаме нормални и разумни раководства во политичките партии, верувам дека сите ќе најдеме сили, честно, искрено и одговорно да одработиме за државата и за татковината. Токму затоа единствениот кандидат за председател на СДСМ, другарот Зоран Заев, програмата ја наслови како нови политики, како нов пресврт на политичката сцена, како нови вредности и нова пролетна акција во која што ќе навлеземе силно, први како СДСМ. И токму затоа ние сме тие кои што први ги организираме овие внатрепартиски избори, но навистина ова е повик да реформите продолжат и во другите партии. Се со цел да можеме да се избориме и со овие работи. Ние нема да дозволиме понатаму кочење на процесите. Од тука денеска од Струмица веќе објавам дека во вторник на пресконференција председателот на владата и јас ќе објавиме голем акцијски план за борба против корупцијата и криминалот, кој што ги содржи сите забелешки, сите препораки и барања на невладините организации, на граѓанската платформа за борба против корупција, на Транспаренси, на Државната комисија за спречување на корупција, на регулаторните тела, сите забелешки препораки кои што ги имаме во извештаите на нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави, во извештајот на Европската комисија, во сите релевантни документи и институции кои што следат состојбата во државата. И со тоа ќе побараме отварање на широк фронт пред се и политички, со максимална поддршка на сите чинители, ако сакаме да си ја средиме земјата, ако сакаме да имаме систем, ако сакаме законот да важи за сите, дајте да ги имплементираме сите оние барања кои што од нас до нас се испорачани, а мојот кабинет активно работеше особено во првите 100 дена на нивно детектирање, на сублимирање и ние тоа на влада ќе го понудиме, ќе го обзнаниме и бараме секој чесен, одговорен човек кој што мисли добро на оваа држава, понатаму не да ги блокира, туку да даде поддршка, помош и подкрепа на сите овие работи. Нашата земја стана членка на НАТО, решивме крупни историски проблеми, сега е време на решавање токму на овие приоритети кои што се битни и за младите и за сите граѓани.
Уште едно кратко прашање ќе молам за и за краток одговор ради колегиве. Можеби ќе звучи како клише. Вие сте вице-премиер за корупција. Имаме ли корупција и каде имаме најмногу? Апсолутно дека тоа е зло кое што го имаме во сите пори на општеството и не само во нашата татковина, тоа го имаме секаде. Пораката што ја праќаме не со правење на паралелен систем, туку со поставување на политичко ниво високо заменик председател на владата, кој што во своето портфолио ќе го има токму овој сегмент на борба против корупција и криминал, праќа порака дека тоа е на врвот на приоритетите на владата. И затоа ќе го објавиме овој план на кој што мојот тим работеше макотрпно со сите други министерства, институции, регулаторни тела, со бизнис секторот, со невладините организации, со активна вклученост на сите и повторно ќе го понудиме на сите политички чинители, ќе бараме да застанат. Заради тоа што навистина корупцијата е вкоренета како зло во многу сфери во општеството и наша обврска и должност е со системски мерки и политики да се бориме против тоа. Ако ме прашувате за конкретно каде ја мислам дека се најкруцијални работите, се во урбанизмот, се во издавањето на дозволи, на концесии, во спортот, во службите, во општините, секаде каде што навиките се вкоренати не во овие 2 или 3 години, туку со децении наназад. И ние имаме сега пред нас да решиме децениски проблем и сум убеден и уверен дека како чесна нова генерација на македонски политичари сите заедно ќе успееме во таа борба. Благодарам и на вас.